Ова се темелите на долгоозборуваниот, но и тема на археолошки дебати, древниот пеонски град Астрајон. Единствено во што се согласуваат археолозите од Штип и Струмица е фактот дека едно од најголемите античко-македонски рударски населби и втор град по големина во пеонско-македонскиот период е регионот околу денешната доминантна еруптивна купа на Пилавтепе. Може да кажеме дека откривме и обработивме 3 објекти. Објектите се сите речиси со иста големина, 90 на метри квадратни, имаат по 2 простори и според она што како содржина тие го сочинуваат, прецизно се датирани од крајот на 4-тиот и првата половина на 3-тиот век пред нашата ера. Ова е пронајдениот скелет од коњ, стар 25 века. Откритието ја потврдува тезата дека пеонците жртвувале животни при изведување на верските ритуали во светилиштата, а не и на нивно погребување во заеднички гробници. Ова како сознание досега беше само теорија. Откритието на коњскиот скелет, теоријата ја трансформира во практика на древните пеонци. Тоа е досега, мислам засега редок настан, коњите ги има жртвувани, но досега ги знаевме само во гробниците, односно во могилите, заедно со покојникот. Тука имаме за прв пат на овие простори таков случај. Коњот сигурно сме дека бил жртвуван затоа што му се врзани нозете. Археолошките откритија се во рамките на редовните активности на Штипскиот народен музеј во изведување на заштитните археолошки искупувања долж трасата на експресниот пат Штип-Радовиш. Веќе околу 3 месеци се работи на оваа локација, каде што се е истражена поголем дел од содржините, археолошките содржини на оваа траса, бидејќи според договорот со јавното предпријатие, овој дел е оставен додека не се истражат археолошките истражувања, па затоа интензивно се работи. При заштитните археолошки искупувања, досега најмногу вредни артефакти се пронајдени во овој дел од трасата во реонот на еруптивната купа на Пилавтепе. Поголем дел од овие искупувања се завршени, додека работите на археолозите во подножјето на Пилавтепе завршуваат за неколку недели.